Да зборуваме за важните општествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги истакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме, со Горан Петревски. Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Да се смрзнеме или да се отруеме? Исправени пред оваа дилема со прилично скусен маневарски простор и ограничени можности за дејствување, ја дочекуваме новата грејна сезона на прагот на предстојната зима. Индустријата е на колена со ненавреме набавен газ, ќе треба да се стави клуч на врата или да се распалат печките на мазут и на јаглен. Исто е и са радиаторите, ќе останат студени или пак топланите ќе мораат да ги вратат во функција топилниците и горилниците на мазут. Тоа пак веќе би било рамно на аерокалипса за Скопје и за другите поголеми градови во земјава, кои и без мазутот и јагленот во толку широка употреба се на европскиот, а понекогаш и на светскиот врв во аерозагадување. Доволно за најава на моите гости ова утро, да си кажеме, со Јане Димевски, шанса за Центар, и Горијан Јовановски, Зелен хуман град. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдовме. Дали сте изморени од праксата секој октомври да зборуваме на прагот на секоја грејна сезона и на прагот на зимските месеци, кога аерозагадувањето е во пикот, дека и оваа година не е навреме донесена стратегија, немаме долгорочна стратегија, а краткорочните мерки нема да дадат посакувани резултати? Да, Не ви се смачи 3 децении не направивме стратегија и секоја година зборуваме. Мислам дека овој муабет се зборува секоја година и муабетот веќе се толку многу често се зборуваш, што мислам дека на луѓето веќе им е досадно да го зборуваат, а резултати од тоа нема некои посебни, иако влезе едно време дури како на врвот на политичката агенда пред 7 години на изборите, како прашање. И мислам дека тоа ќе биде пресвртна точка во која силно ќе се тргне кон оној процес кој што го викаме години ќе требаат за да се поправи ситуацијата, меѓутоа мислам дека почна тогаш. Меѓутоа слаб почеток мислам дека. Уште сме на почеток. Јовановски, вие како па и Димовски како екоактивисти, со години алармирате, предупредувате и никому ништо. Од година на година аерозагадувањето расте. Ако немаме среќа метеоролошките услови да се погодат, па да има ветар, најзимските месеци, па да имаме среќа малку да дишаме нормален воздух. Чудна работа, Горан. Луѓево кои што треба да ги носат овие одлуки, кои што треба да ги прават овие стратегии, кои да дишат друг воздух. Јас не сваќам. Мисла дека дишат друг воздух, дека нивните блиски дишат друг воздух. Ако може не им е толку битно за пошироката популација за нас, за нивните блиски не им е гајле дека го дишат овој канцероген воздух кој што секоја година се јавува, не е ново. Не може да речеме не изненади воздухот годинава, не очекувавме. И без кризата што имаме сега очекувавме дека има загадување. И без мазутот, ако го без мазутот си било проблем, а тек сега. Дали употребив пресилен збор кога велам аерокалипса за Скопје, Тетово, Битола, градови кои се на врвот на загадувањето? Па мислам дека ако со тоа што овие топлани се префрлени на газ пред не знам колку години, голема работа направена со тоа, тие биле значаен извор на загадување, но и покрај тоа нели изминатите години гледавме дека ние пак сериозно загаден воздух дишаме од други извори. Сега ако ги дополниме, ако ги вратиме пак тие топлани, не знам, треба да се надеваме на ветрот како изминатите години што не служеше да ќе дува пак. Веќе имаме апликација Мој воздух, Јовановски е еден од креаторите на таа апликација, меѓутоа и ние веќе толку станавме префинети сензори во нашите носеви, веројатно чувството за мирис доволно добро знае да го лоцира и детектира тој азотен двооксид, ако не се лажам, оној мирис на лут чад, на отровен чад. До сега не сум го почувствувал јас во Скопје, така и на апликацијата Мој воздух се уште сме во зелена зона. Меѓутоа ние знаеме и во текот на летните месеци да бидеме загаден град. Веројатно индустријата тука и сообраќајот.
сега имаат сите. ќе зборуваме за се ова во продолжение. Јас ова утро дојдов со велосипед на работа и не почувствував голема загаденост, освен на некои крстосници каде што се обраќаат по голема фреквенција. Е добро, да. Спомнавме во најавата, Скопје, Тетово и Битола се на македонскиот врв, а и на европскиот врв по загадување. Па во наредните минути би сакал да ја вклучиме во програмата нашата колешка од Битола, Емилија Мисирлиевска, да видиме какво е ова утро загадувањето во градот на конзулите, дали таму се чувствува, еве барем според оваа слика што ја гледаме, убаво сончево утро и во Битола и не би требало веројатно и таму да има загадување ова утро, односно веројатно битолчани дишете чист воздух ова утро. Така ли е, Емилија? Така е, Горан, едно убаво, ведро, сончево утро во Битола. Не го чувствувам и јас аерозагадувањето, значи го нема она печење на очите или пак на грлото, но и мерните станици покажуваат дека нема аерозагадување, но на прагот сме на грајната сезона, уште малку можеме да подишеме чист воздух и потоа знаеме дека не очекуваат високи концентрации на отровните PM честички. Во позадина гледаме убав пејсаж. Би можела ли да ни кажеш на воздушна оддалеченост од рек Битола, веројатно еден од главните загадувачи во градот, и пред предстојната грејна сезона и заради потребата од зголемено производство на струја, на домашно производство, веројатно ќе бидат повеќе блокови во функција, ќе се троши јаглен. Како тоа ќе се одрази на загадувањето во градот? Да, позади мене е Пелистер, пред мене е Пелагониската котлина и рек Битола и од тука не можат да се видат, вие барем не можете, јас ги гледам, на оджаците на рек Битола. Точно не очекува тешка зима, со најави се дека рек Битола ќе работи со полн капацитет, но чинам дека загадувањето ќе биде исто така силно и големо и од домаќинствата, затоа што тука околу 70% од домаќинствата нема друга алтернатива освен огревното дрво, значи сите најави, сите ветувања за изградба на топловод и гасовод се уште не се реално за битолчани, тие се принудени да се затоплуваат на огревно дрво и тоа донесено директно од сеча во нивните домови, влажно огревно дрво кое уште повеќе загадува. Да, впрочем го видовме твоето јавување во топ тема пред 2 вечери со екоактивистот од Геосфера кој предупреди на неправилната употреба на недоволно сушено дрво, суво дрво за грејење. И во таа смисла, значи, да, беа одлични поенти кажани таму. Би сакал во оваа прилога да прашам какви се последиците за битолчани по здравјето. Имате ли некаква анализа од Институтот за јавно здравје во градот? Дали има во последниве години зголемен број на белодробни заболувања или заболувања поврзани со аерозагадувањето? Па да, Горан, постојано си лиферуваат некои такви бројки за здравствените последици од аерозагадувањето. Еве сега во последниот план за чист воздух на општина Битола, кој што го промовираше, се уште не е донесен од Советот на општина Битола, има страшни поразителни податоци. Таму се наведува дека дури 20% од вкупната смртност во Битола може да се припиши на аерозагадувањето и тоа просек е повисок и од националниот. Повисок е и просекот на заболени од рак на белите дробови во Битола од националниот. Ако националниот е 10, Битола е 12%, например. Познати се оние бројки дека во Битола имаме по еден новозаболен од сите видови на канцер, значи еден дневно новозаболен, по еден неделно новозаболен од рак на дојка, поразителни и страшни последици по здравјето на луѓето во Битола. Се претпоставува дека голем е уделот и на аерозагадувањето. Да, навистина страшни бројки. Емилија, благодарам за ова вклучување во утринската програма на Телма. Ви посакувам оваа зима многу ветровити денови и сино небо и помалку загаденост и помалку последици од тоа.
Ние ќе продолжиме со разговорот со нашите гости во студиото. Спомна Емилија поголем процент на канцерогени заболувања во однос на македонскиот просек, меѓутоа просекот на смртноста е еднаков на македонскиот, на државниот просек, околу 20% се препишува на загадувањето. И сега спомене податок, незиниот соговорник од Геосфера, екоактивистот Ристов, кажа дека само 10% зголемена влажност на дрвата за огрев кои се користат ќе придонесе за 75% поголеми ПМ10 честички во воздухот испуштање. Словенија тоа го реши, малку истражував во 90-тите години, со ограничување на процентот на влажност на дрвата кои смеат да се користат, па тоа се прави сеча неколку години однапред, се складираат дрвата, се сушат и само тие се дозволуваат. Овде се сече на пиво. Горан, само ќе те надополнам, извини. Зошто нема решение на овој проблем? Прашањето. Не, прво само вашата колешка Емилија да ја надополнам во врска со парното од рек Битола за Битола. Најдов во службени вестници стари од СФР Југославија дека први физибилити студии, не знам што дали прва, но во 80-тите години се правеле физибилити студии како се спроведе парно грење од рек Битола за Битола. Уште го нема. Што е доста покажува колку брзо се размислува и се делува. А во врска со дрвата, истиот проблем ќе го имаме во Скопје, затоа што според истражувањето на UNDP Скопје се загрева, 21% се на парно од жителите, 45% на дрва. Добро, во Битола е повисок, 2/3. Во Битола е повисок, да, али како се вкупен број на домаќинство исто огромен и во Скопје. 90% од, негде околу 90% мислам од објектите во Скопската котлина, значи не само во градот и пошироко, немаат никаква или недоволна изолација на објектите. И сега, проблемот со влажните дрва, исто така изминатите години имав можност да истражам на таа тема, е дека јавното предпријатие Национални шуми, според истражување на Шумарскиот факултет, не успева да снабди ниту половина од потребната огромно дрво во држава. И со години наназад, секоја година само го намалува производството за да ги намали трошоците. А ги запустат шумите исто? Па значи го оставате остатокот на шумската мафија. А тие сечат нестручно, сечат што им дојде. Значи, ако е 30% од дрвата ги снабдува шумската мафија, а мора да се појават тие дрва за да се заграт луѓето. И тука голем дел може да се никој не може да ги контролира тие дрва. Добро, сега ова вие го знаете, го знае Јовановски од Зелен хуман град, го знаат сите екоактивисти. Веројатно го знае и Нуредини или претходно Макрадули, сите министри, заменици министри, сите надлежни во Министерството за животна средина. Зошто не се преземе? Зошто? Нели сме цивилизирано општество, организирана држава во која уставно загарантирано право имаме сите на чиста околина и чист воздух за дишење? Не сме прва земја која што се соочува со аерозагадувањето. Не треба да измислуваме ние решение. Што ја не кажа, претходно тоа веќе било дискутирано и во рамки на СФРЈ, но и други држави го имаат тоа на Балканот. Не сме први. Јас никогаш не ми стана јасно зошто не научивме да соработуваме со другите земји, да видиме дали нешто во Србија успеало како проект, за да го преземеме и да го аплицираме овде. Може Белград нашол начин да се справи со некој тип на аерозагадување. Може тоа е Сараево, може тоа е Берлин. Ама може да се распрашаме, да соработуваме заедно. Јас мислам дека ќутиме, дојде летото, окей, све е мирно, ќе дојде грената сезона, ќе почне загадувањето, ќе сакаме да правиме нешто, ќе најавуваме, ќе имаме проекти, ќе се случува ова, ќе го правиме, тоа е план за чист воздух, едно време се правеше, ќе биде све во ред, ама чекаме да дојде пролет, да се смири загадувањето и сите да го заборавиме магично. Фактот дека сме дишале канцероген воздух. Мене повторно никогаш не ми е јасно зашто во тоа министерство јас сум зборел со вработените, сум зборел со луѓе. Таму има брилјантни луѓе кои што имаат брилјантни идеи за како да се намали аерозагадувањето. Од каде доаѓа таа пречка за да тие луѓе да не можат да си ги исполнат нивните планови и да мора да бидеме заглавени повторно секоја зима со истиот овој воздух. Значи нешто негде ги кочи, дали тоа доаѓа од политичкиот врв, дали тоа доаѓа од некои лични интереси. Не успеате да детектирате каде е коренот на проблемот. Зошто не можеме да го решиме ако знаеме и ако треба да примениме само искуство кое е веќе аплицирано во некој град и решен проблемот на тој начин? Не се приоритизира.
Не го приоритизираме ова. Значи дури ние ве гледаме на локално ниво каде што со Јане сега делуваме, дека колку и да ти збориш дека ова е како проблем, дека мора се наоѓаат еко, зелени, хумани решенија за начинот на водење, дали тоа би било Скопје, Центар, Карпош, каде било каде што има независни советници, едноставно се гледа дека тоа па добро да, ама чекај сега нешто друго изгледа поинтересно да асфалтираме некој пат. Луѓе па не може само да асфалтираме патишта и да се надеваме дека ќе биде окей. Не да се надеваме, него како што рековте на почетокот, сите го дишаме овој воздух заедно и тие што треба да одлучуваат и да спроведуваат политики, заедно со нас играат руски рулет во сите зимски месеци, кој ќе преживее на пролет повторно ќе се олабави малку, па на есен пак ќе дебатира за краткорочни или долгорочни мерки. Така, не гледаме само на долгорочната стратегија. Тоа е проблемот. Да смислиме како ќе го решиме овој Еве, пат. трагајки по стратегија или Така. некаква долгорочна програма, најдов програма за намалување на аерозагадување, владина е од 2018-та. Таму и констатирани се високата смртност, предупредувањата на Светската здравствена организација, Европа посочува 400.000 прерано изгубени животи, во Македонија 1300 смртни случаи се поврзуваат со аерозагадувањето годишно. Велам, програма од 2018, значи веќе 4 години поминале и приоритети и мерки како да се делува во годините што предстојат до 2020-та, преполовување на загадувањето, заострување на критериумите, намалување на таа горна граница на дозволени ПМ2,5 честички и ПМ10, оние штетни канцерогени честички. И колку од тоа, знаете ли всушност за која програма зборувам? Ја имате ли вие таа програма? Се применува, не се применува? Што се случува? Ја следите ли? Се извинувам. Да, значи мислам дека сме видели, јас и Јане сме видели ова Не, програма. особено кога се носеше првите оптимистички периоди кога требаше да се почне да се спроведува, па да се очекуваат резултати. Каде заглави или пандемијата и И пандемијата си имаше своја, меѓутоа пандемијата добро влијаеше во врска со воздухот, ако така гледаме. Доста чисти беа тие 2 години. Видете, ја го лоцирам моментот на политичката волја. Крупни промени бара, ова, исто и како на пример справувањето со климатски промени или подготвувањето на нашата држава и општество за справувањето со климатски промени. Значи тоа се долгорочни проблеми. Решавањето не е видливо сега. Луѓето нема утре да се разбира со чист воздух и да речат браво за човекот што го реши воздухот. Значи исто како со канализацијата, зашто не се вложи во канализацијата. Под земја не се гледа. Кога им ја поставите луѓето ќе бе задоволни, после тоа ќе заборават, нели? И мислам дека политиката така функционира. Баш за да се добијат резултати, тука треба наистина обемни, опсежни и долги мерки се спроведуваат и црста политика околу тоа. Една на пример е ограничувањето на градењето во градов. Мислам тоа толку диво се гради, урбанистички неправилно, да тоа придонесува. Тоа е еден фактор за заградувањето. Зошто? Го трупаме градот со луѓе, со коли, со нови издувни гасови, ги уништуваме зелените површини и не може да очекуваме дека почист ќе биде воздухот. Нема шанси. Добро, еве спомнавте дека сте имале средби и познавате луѓе и од Министерството за животна средина на централно ниво. Меѓутоа еве на локално ниво и двајцата сте ангажирани во советите на вие на општина Центар, вие во градот. Од минатата година ова време имаме нови градоначалници. Разговарате ли, дискутирате ли со нив што е направено еве на пример на ниво на општина Центар од овие мерки што ги кажувате како ограничување на дивото градење или како обид за оние субвенции нели за доделување за велосипеди или за инвертори или мерки кои се мали, но сепак треба да бидат у таа палета на мерки кои треба да придонесат за намалување на загадувањето. Каква ви е соработката со надлежните како широка коалиција, еден широк фронт против загадувањето? Не се препознава, искрено да ви кажам право, на барем општината кај што сум јас, како проблем тоа. И како проблем на кој што таа општина треба да преземе мерки, нашето гледиште е барем дека секој ќе треба да преземе по нешто и се вкупната слика ќе се исправа. Не се препознава како општина Не се Центар препознава како таму приоритет. имате Да. чист воздух. Има еден убав, навистина многу добар, се вика локален еколошки акционен план, во кој се предвидени ризиците, меѓу кои загадениот воздух е на прво место. И серија на мерки кои би требало општината според самиот план самата се го направила да ги преземе. Нула е преземено од тоа. Едно мислевме да го почнеме, тој план се реализира, тој веќе истекува по годините кога му била важноста. Значи беше да ги попишеме сите горилишта и димоводни канали. Тоа така
сите оджаци и сите печки, практично во општината, за да видиме какви горива се горат, надворот, значи од парното. Тука би спаѓале и печки во кафеани, во ресторани, домашни горилишта и така, за да знаеме што има, што произведува, какви издувни гасови и врз основа на такви податоци после тоа може да градите политика на ако треба на некој да му помогне да го смени, ако има прастара печка, да купи барем новата печка. Да направите попис колку Не. на ниво на општина Не, центар се тој амандман греат не ни беше прифатен воопшто. И од тој аспект ви велам дека тоа воопшто не се гледа. Еве, 2-3 години поред имавме убаво време и низ помалку загаден воздух и веднаш тоа исчезна како приоритет. Исто. Исто и во Скопје. Исто. Имаме нова градоначалничка, други приоритети, аерозагадувањето не се чувствува, не се гледа, дува ветар. Види, тоа што го научив јас кога го станав советник е дека доколку сакаме некој проект да се спроведе во градот Скопје, мора да се изгласа како што рече Јане, како амандман на буџетот за таа година. Значи, за да се изгласа како амандман на буџетот, треба советот да сме сложни да ги изгласаме тие промени или градот да ги прифати, ако градот не ги прифати, барем советот да ги прифати. Како Зелен хуман град ние поднесовме скоро 30 амандмани. Баравме од зелен катастар да биде попишан до почнување Голем дел од посолено. тие беа се однесува на загадување. Точно. Сите се однесува, мислам сите, голем дел се однесува на загадувањето и начини како да се митигира. Од тоа успеавме можеби два поконкретни големи амандмани да поминат, од кои што и дури да поминат, после треба да се спроведат. Џабе што ќе стои само како ставка во буџет, докато не се спроведе. Еве конечно сега после толку месеци ќе почнеме да ги набавуваме првите мерни станици да се гради градска мрежа на мерни станици за аерозагадување, бидејќи едноставно немаме доволно во Скопје ни да знаеме како дишеме. Шуторизери не знаат. Тие нема во близина мерна станица за тие Која е жители. најблиската до Шутоориза мерна станица? Кај ректорат, кај Битпазар. судовите. Да. Толку е најблиското. Понатаму ништо не се знае каква е ситуацијата. Конечно, еве, некои мали чекори почнува да се преземаат, но сме далеку од големите моменти кои што треба да се прават. Ние се боревме за зелен катастар, например, да се Добро, ако градоначалниците немаат слух, што велат колегите ваши советници од другите партии? Во програмата овде вели подигнување на јавната свест. И тоа се подразбира на широк на ниво на целата држава, значи на ниво на секој граѓанин, да допре до секој граѓанин опасноста од аерозагадувањето и да се преземе мерки секој во својот домен. Советниците немаат доволно не се доволно свесни за опасноста од која демне од аерозагадувањето? Значи, советниците ние треба да се караме да се расправаме, да се објаснуваме зошто е ова критично. Значи, треба да објаснуваме дека зеленилото треба да го заштитиме кај нас, дека тоа придонесува до чист воздух. Не можам да сватам дека сме дојдени на ниво каде што јас треба да објаснувам зошто е битно да поминат конкретни амандмани кои што се на тема справување со аерозагадувањето. Како да имам јас личен интерес да има чист воздух. Нормално дека имам личен, јас и ти и сите имаме личен интерес, нема да умреме. Значи, основна ствар ние треба да се објаснуваме внатре во советот зошто е тоа битно. Викам луѓе ако додовме на таа тема, па не сваќам. Добро, ако како советници имате ограничена палета на можности како да делувате и како до надлежните да допрете, како екоактивисти, имавте ли, например, летово обиди кај надлежните да тропнете наврат и да им речете набавете навреме газ, ќе мораме да мазут да вратиме во употреба, што за Македонија ќе значи аерокалипса. Јас велам, вие можеби сметате дека е престрог тој збор, престрашен. Ја не би рекол дека е престрашен. Значи, ние сме цело време во комуникација. И со надлежни на национално ниво и на локално ниво. На локално ниво секако барем сега сме внатре во локалната самоуправа јас и Ани, можеме многу по-директно да гледаме барем што се процесите внатре и да се обидеме. И како е објаснувањето на 7 октомври зошто имаме само набавено газ за до крајот на октомври за Скопје, а не за целата зима, например? Нема. Што ви велат? Значи, внатре има караници. Кој треба да се грижи за загревањето, за парното. Ние сме надлежни, не тие се надлежни. Ние цело време велиме, добро, ако не се знае кој е надлежен, дај да ги видиме фактите и документите. Приложете ни нас факти, документи да се каже, еве ова е ситуацијата и врз база на факти ние да действуваме. Не врз база на емоција или врз база на јас што верувам, а ти што веруваш. Ама ние документи не добиваме. Колку и да бараме, ние документи не добиваме. И после како може ние да базираме дискусија, како може да базираме и решенија, ако немаме ние конкретни документи да се каже ова е вака е проблемот, еве го и сите да се сложим. Што не може да се караме 2 + 2 дека е 4 или не е 4. Ама ние не може да дојдеме до тој документ. И кога немаш тоа, кога ги немаш тие информации, ти заглавуваш на првиот чекор кон решавање на кој било проблем. Веројатно ова е преслика на истата слика и во Тетово, и во Битола, и во сите други помали градови, кога така функционира една од најбогатите општини во Македонија, е општина Центар. Да.
Во врска со, добро, сега ние немаме допирна точка со тие набавки на газ, мазут. Мислам дека кога се правеше буџетот, се планираа средствата, ова не беше ни тема тогаш. Во ноември минатата година уште не беше известна ваква криза, дека ќе дојде до ова. Тогаш дури размислувавме да заедно да разговараме и со колегите од Советот, па како една работна група од Советот да разговараме, например, со Институтот за рехабилитација во Капештец и со студентскиот дом Кузман, кои што се мислам две институции преостанати кои од центар користат мазут. Не се префрлени на друго гориво, ниту на градската мрежа парно. И да разговараме со нив, тие не се под наша надлежност, тие се под централната власт, па заедно со нив да одиме кај централната власт или во градот, како да се префрлат тие институции на друго гориво. Бидејќи навистина многу загадува, иако само две. Денеска тоа некако изгледа толку многу далечно. Не успеавме летово да стигнеме да го отвориме тој разговор, но сега изгледа многу далечно што таква можност. Сега постои опасност и други институции се префрлат на мазут. Мислам, тука е... Но и без ова префрлање ние сме рекордери по аерозагадување. Ова е само дополнително што ќе влоши ситуацијата. Вашите колеги екоактивистите од коалицијата О2 имале средба со надлежниот министер Нуредини, им рекол дека една добра веста е дека сите мерни станици во надлежност на државата на министерството оваа година ќе бидат во функција. Јас би прашал во оваа пригода, имате ли сознание за точниот број на мерни станици кои се под надлежност на Министерството за животна средина, колку се државни, колку се поставени од приватни компании, односно од донации од Европската унија и од други донатори, колку вкупно мерни станици кои го мерат квалитетот на амбиенталниот воздух имаме во држава? 21 државна. 21 државна. 21 државна мерна станица посад кои што се под надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање. Сите се странски донации. Сите се странски донации. Сите се странски донации? Да. Ние се трудиме да ги одржуваме, да работат, ние зборам како држава, се трудиме да ги одржуваме да работат сензорите, барем на нив, да не се расипуваат, како што беше и познато на моменти да се расипуваат во зимо во одредени делови на градот кои што се најзагадени магично ги снема. Колку од овие 21 се извинувам што ве прекинувам се на територија на Скопје? Јас мислам дека беа 5 или 6. Отприлика. Значи прилично мал број на мерни станици. Само 5 или 6. Толку. Како тогаш на мој воздух на така. Вашата апликација имаме Ѓорче Петров, Бутел. Ете. Другите сензори кои што се наоѓаат се дел од други мрежи. Значи бидејќи овие 21 прво не е воопшто доволно за цела држава. Ти не можеш да покриеш Скопје, не би рекол дека би имало малку за 21, камоли цела држава. За се надокнади на тоа се поставуваат одредени сензори, например, од универзитетските мрежи, како што е на УГД Штип. Они имаат неколку такви поквалитетни сензори кои што се поставени низ државата. Све друго се сведува на волонтерските мерни станици, кои што ги поставуваме ние како активисти, но и граѓаните кои што може да ги набават и да ги постават. Такви колку има вкупно? Тие ги има околу 50 до 60. 50 до 60 нискобуџетни станици кои што се активни во моментот. Но се прилично веродостојни и тие покажуваат точност. Тие се индикативни, да, значи тие не ги користиме во научни истражувања, да речеме 42,56 PM10 честички, туку тие се индикативни, кажуваат има високо, средно, ниско загадување. И врз база на тоа може после инспектор да искочи да провери со конкретен научен инструмент точно колку е, од каде доаѓа загадувањето, за да имаме слика, зашто во голем дел од градовите, од општините ние не знаеме воопшто како воздух дишеме. И мораме да се сведеме, бидејќи од Министерството не се поставуваат нови мерни станици, нема финансии да се направи тоа. Од градот конечно се убедивме сега да поставиме 2-3, ако се воопшто ја фатиме оваа грејна сезона со набавките и поставувањата, се сведува да ние како граѓани треба да поставуваме наши мерни станици за воопшто да знаеме што дишеме. Како без податоци не ќе го решиме проблемот. Минатата година, 27 декември, 2 дена поред над дозволеното количество според Европската мерна скала која е прифатена и кај нас, па вонредни мерки град Скопје презема, прскање на улици и оние краткорочни мерки кои треба да го ублажат тоа, односно да ја стивнат состојбата до првиот ветар, веројатно што ќе. Така. Едно време се протестираше за чист воздух. Сега вие сте советници со други ангажмани и со многу обврски, но рековме сите заедно дишеме ист воздух, сите заедно играме руски рулет, сите заедно го ризикуваме нашиот живот. Така е впрочем и на мој воздух. Дишењето е премногу опасно. Така. Опасно по живот, не излегувате надвор. Седиме дома или што ќе правиме оваа зима?
Види, неколку работи. Прво тоа што го спомна околу лимитите, европските лимити, Светската здравствена организација годинава донесе заклучок дека не постојат здрави лимити веќе за аерозагадување. Ни 5. Ни 5. Или е 0, или е лош. По Македонија беше 25, уште е таа граница? Тоа е 25 на годишно ниво PM2,5 честички, просекот годишен. Значи, Светска здравствена веќе викаат нема просеци. Европската унија да се уште има, зашто мислам многу тешко да ги намалиш на 0. Но Светската здравствена вели ако сакаш да си здрав, нема загадување, толку, нема толеранција веќе. Се откажуваме од сите тие лимити зашто 7 милиони луѓе годишно во светот умират. Кај нас и еден период стварно имаше многу силни протести. И тие силни протести доведува до план за чист воздух кој што не се спроведе. Многу луѓе рекоа, па добро, што правам сега јас? Ќе скочам на протест, ќе протестирам и нема да има резултат. И ние сме тука сепак да се охрабриме дека мораме да ги продолжиме овие протести. Ние мора да ги правиме повторно овие протести, да не го попуштаме притисокот. Ние имаме среќа да сме внатре активисти, па и од внатре да го менуваме системот. Идејата е да го имаме тој дупол притисок. И од надвор и од внатре во институциите, за да можеме да се соединиме заедно и да успееме да ги збуткаме. Зашто од надвор ти имаш само одреден лимит до кај да можеш да стигнеш. Впрочем, мора таа битка заеднички да ја добиеме. Мора. Добро, ни стојат и некои мерки на располагање, мислам што може да ги предложиме оние краткорочни, како забрана за градење, на заграждени активности во најзагадените месеци. Да се промовира повеќе јавниот превоз, со тоа што тука проблемот е ако преголем број на Скопјани одлучат да одат со јавен превоз, нема место за сите, значи немаме ни доволно автобуси. Гледате дека тоа е еден врзан цел систем и решавањето на овој проблем. И транспортот е важен како луѓето ги извадите од коли, ама да им даате алтернатива каде додат. Направено е нешто со велосипедските патики. Тоа е барем дел кој што ја мислам дека цело време се унапредува малку по малку. Но не можат сите со велосипеди додат, нели? Јавниот превоз уште нема капацитет да ги прими сите патници, затоа мислам дека едно од најитните решенија би за Скопје е да се најде добра алтернатива како тоа да се реши. Како да биде квалитет? Да, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телма. Ние ви стоиме како ваш верен сојузник и партнер во битката за почист воздух и заеднички да го градиме тој мозаик на милион можности и мерки што треба да ги преземеме за да конечно малку од малку го прочистиме воздухот во Скопје и во другите градови. Заедничка е борбата, мораме заедно. Да.